Значи тешко е за секого, па и за мене, но понекогаш човек треба и среќа да има. Ја имам среќа што навистина имам огромен број на пријатели. Имам добар круг на луѓе. На работа се снаоѓам со тоа што идам од дома до работа сама, со бело стапче. Во просториите каде што работам се снаоѓам сама, но секако ми помагаат и колегите. Да не заборавам да кажам дека сум и на факултет на специјална едукација и рехабилитација односно дефектологија, веќе 3-та година. На факултет најчесто доаѓам со придружба со некого, затоа што понекогаш времето не ми дозволува да одам сама, затоа што морам да се вратам на работа, доаѓам најчесто за полагање. Треба многу работи да се сменат, од некаде мора да се почне. Јас би кажала да се сменат, значи да се внимава на тоа. Еве мене лично што ме засега, да бидат чисти улиците, да се сечат гранките многу често, затоа што и тоа е голема препрека. Да се стават специјални патеки, но не такви да бидат што би се ваделе, точно да се вградат патеките, за да се обележи каде може да одат слепите лица. Во однос на образованието, би сакала да има повеќе книги за нас. Мислам, тоа не е тешка работа, затоа што тоа се неколку факултети каде што ние студираме и би можеле да студираме, да се направи, да имаме или барем на електронска форма или на браево писмо. За жал, кај нас најчесто ние се прилагодуваме на општеството. Речеме, еве би земала еден пример, кога одам во продавници, многу пати ме прашуваат како ги разликувам парите или како се снаоѓам со парите. Многу малце луѓе знаат дека, да речем, 1000-карката е поголема од 500-ката. И јас така си ги мерам, да видам кој е поголем и така си ги подредувам 1000-карка, 500-ки, 100-ки. И најчесто си знам колку носам во себе и така си пазарам. Ете, семафори има некаде ставено звучни. Јас, како што кажам, не идам по семафори, ама и тие мислам дека не се толку соодветни, затоа што понекогаш мене ме збунуваат ставени на една иста страна. Може би и грешам, ама за мене се некако збунувачки. Значи, користам јавен превоз, но најчесто користам со некој, со придружба. Во однос на јавниот превоз би спомнала тоа што сега знам дека има звучни, нели, за станиците кажува звучно на која станица си. Можам да препорачам да да се користи често, а не да се пушта цело време музика и да се заборава дека треба да се пуштат звучно за да слушнат луѓето кај се и каде треба да се симнат. Значи, кога сакам да посетувам некои културни настани или кога сакам да излезам во кафич, тоа најчесто го правам со моите пријатели. Пристапноста во театрите и киното си е иста, значи не знам ни дали има рампи, ни дали има. Сам мислам дека не можеш да се снајдеш, затоа што и да отидеш сам, не знаеш ни во која просторија да влезеш, па и карта дали ќе си извадиш. Значи, јас сум човек што сака да е надвор, што не сака да е дома. Посетувам кафичи, посетувам концерти, многу театри, значи нон-стоп сум по театар. Концертите ми се слабост, мислам дека сите пари бих ги дала за такви нешта. Истражувањето кое што го направивме во претходниот период во областа на социјалната заштита, образованието, здравството, вработувањето, домувањето и квалитетот на живот на граѓаните со хендикеп, во основа посочија дека постојат сериозни проблеми и сериозен недостаток во поглед на преземање на различни политики и мерки од страна на институциите кои што ги водат овие области, а и генерално самата држава како е воспоставена ја има воспоставено политиката кон прашањето на лицата со хендикеп. Другиот проблем, суштински проблем кој што постои генерално во сите овие области е процесот, односно именувањето и дефинирањето што е тоа хендикеп. Значи, државата во Република Македонија нема воспоставено точна дефиниција што е хендикеп, ја нема усогласено со Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, нема дефинирано што е лице со хендикеп, затоа се појавуваат и голем број на граѓани кои што не се со хендикеп, меѓутоа може да ги користат бенефициите кои што ги дава државата. Друг сериозен проблем е промената, односно свесноста кај самите институции. Најчесто и од самите фокус групи кои што ги имавме со институциите и луѓето кои што беа вклучени при оваа анализа,
беше констатирано дека најголемиот проблем институциите кои што го имаат е тоа што најчесто за оваа проблематика се занимаваат луѓе кои што воопшто и немаат поим за самите. Затоа и едни од нашите препораки е дека за главните прашања кои што се однесуваат за лицата со хендикеп, неопходно е да бидат вклучени самите лица со хендикеп, но не само како посматрачи или членови на работни групи, туку истите да бидат носители на тие одлуки. Јас сум Вангел Тракалјанов, лице со квадриплегија од 2005 година. После скок во базен, останав парализиран од градите надолу. Од тогаш се соочувам постојано со проблеми, пречки. Уште во самите институции, почнувајќи од болници и несоодветно обучен кадар, па се до подоцнежниот период кога после рехабилитацијата продолжив да го живеам животот и надвор. За повеќето луѓе јас и сега изгледам неподвижен и сум. Мобилноста ми е намалена, меѓутоа не како што беа прогнозите, првичните прогнози од лекарите, дека нема воопшто да станам од кревет или дека ќе бидам во количка за квадриплегија, која што во главно не ја управуваат самите лица или ја управуваат на електричен мотор. Јас денес користам активна инвалидска количка и се занимавам со доста спортови, поточно некој од нив се само обиди да се занимавам. Првично почнав со пливањето. Пливањето ми беше пасија уште пред мојата повреда. И потоа почнав со малку поекстремни спортови, како скијањето, падобранството, параглайдингот, летањето со едрилица и нуркање. Бев учесник на првото падобранско првенство за лица со попреченост во септември 2016 во Лил во Франција и сега добив покана официјална од организаторот во Минск, Белорусија, за да настапувам на второто европско првенство во Минск исто во септември. Реално немаме никакви услови, затоа што се што имам пробано, го имам пробано на собствен трошок и во странство. Во Македонија многу малку спортови за лица со попреченост воопшто постојат. Значи постои атлетика која што може да биде забавна, ама и не толку. Проблем најчест кај нас во општеството се немањето услови во поглед на немање пристапни рампи. Таму каде што има пристапни рампи нема пристапни тоалети за нас. Најчесто паркинзите за лица со попреченост се зафатени од некои кои воопшто немаат никаков проблем. Додека во институциите после самата повреда, најголем проблем не само на мене и на сите лица со параплегија и квадриплегија е проблемот што нема поддршка во поглед на тоа што нема психијатри и психолози кои работат со лицата со попреченост. Па јас како поединец и како претседател на Сдруженијето на лица со параплегија и квадриплегија и член на извршниот одбор во Мобилност Кочани, често контактирам со градоначалникот и имаше доста напредок во поглед на поставувањето пристапни рампи на тротоарите. Меѓутоа, голем дел од пристапните рампи се повеќе опасни отколку што се пристапни. Анализата за лицата со физичка попреченост е реализирана во рамките на проектот поддршка на граѓанското општество во креирање на политики за социјална кохезија и различности, кој што е поддржан од страна на британската амбасада во Скопје. Целата идеја всушност на проектот е да им се даде глас на оние кои што се невидливи во нашето општество, а тоа се особено лицата со
попричаност. Всушност сакавме конечно да направиме една анализа каде што главните заклучоци и препораки ќе бидат дадени од самите лица кои што припаѓаат на овие маргинализирани групи. Сметам дека главниот проблем во однос на оваа состојба е генералниот пристап кој што државата го обезбедува наспроти отсуството на индивидуален пристап. Она што анализата главно го посочува е дека за секое лице всушност треба да се има индивидуален пристап, да се направи индивидуален план за неговите потреби и секако врз основа на тоа да се помогне и неговото семејство да биде понатаму вклучено во општествениот и културниот живот. Една од главните работи која што ја направивме, а која што всушност досега отсуствуваше во сите истражувања и анализи е квалитетот на живот на лицата со физичка попреченост. Откривме дека всушност семејствата и лицата со физичка попреченост поради непристапноста, генералната непристапност на сите објекти, вклучително и во системот на социјална заштита, здравствена заштита, образование и сите оние културни објекти, тие воопшто не се вклучени во општествениот и културниот живот. Анализата обезбедува интерсекцијски пристап, односно ги испитува го испитува образовниот систем, системот на социјална заштита и образованието и дава генерално препораки кои што се однесуваат како да се подобри пристапот на сите лица со физичка попреченост и да се овозможи нивно активно вклучување во сите сегменти од живењето. Сметаме дека институциите оваа анализа ќе мора да имаат во предвид понатаму во менувањето и во донесувањето на сите политики и измената на законодавството во сите овие сегменти.